Турција прва испрати помош за справување со огнените стихии на планините Серта и Огражден. На тешко пристапните планински терени од воздух, освен армиски, полициски хеликоптери, македонските ер-трактори. На помош утринава им пристигна ер-трактори и хеликоптери од Турција. Рано утрово пристигна меѓународна помош од Република Турција, конкретно на аеродромот слета еден турски хеликоптер, како и два турски ер-трактори. Двата турски ер-трактори, заедно со двата ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, веќе се полетани и ќе започнат содејство врз пожарот во Струмичко Ново село, додека еден полициски хеликоптер рано утрово започна со гасење на пожарот на планината Серта, а набргу на него ќе му се приклучи еден армиски хеликоптер и веднаш потоа и турскиот хеликоптер. Од земја гасат значителни сили, имаме поголем број на пожарникари од локалните територијални противпожарни единици, на нив и помагат и припадници на ловечкото друштво, јавните комунални предпријатија од овие две општини. Огнените стихии се длабоко во планините. Ангажирана е механизација за да се пробиваат патиштата со цел и од земја да се гасат пожарите. Истовремено, покрај гасењето на пожарот од воздух, се обидуваме да пробиеме патишта за да на некои места со теренски возила исфрлиме пожарникари. Се работат и така наречени противпожарни пресеки кои што треба да го спречат ширењето на огнот, но повторувам, се работи за исклучително тежок терен, испресечен со долови, карпестелен терен, ридски терен, каде што има бујна вегетација, трња, грмушки, нискостеблесто растение, но и шума, што исклучително го отежнува движењето на луѓе по теренот. Така што многу е тешко пожарникарите да дојдат до горливите точки. 4 активни пожари има на планината Серта во Неготинско, Штипско и општина Конче. На терен се пожарникарите, доброволци и местно население, вработени на државни и локални институции, како и припадниците на македонската армија и полиција. Градоначалникот на општина Штип вели дека ситуацијата будно се следи, со цел пожарот да не се прошири на штипска страна. Будно се следат новонастанатите состојби, екипите на територијалната противпожарна единица заедно со волонтери од македонски шуми, од Арама, од сите други институции се на терен. Морам да истакнам дека на територијата на општина Штип се активни неколку пожари кои што се под контрола и кои што во комуникација со надлежните институции се соодветно третираат. Но она кое што мораме будно да го проследиме е опасноста од пожарот кој што може да се префрли на наша територија од територија на општина Неготино, и затоа сме во постојана комуникација со сите надлежни институции. Според Центарот за управување со кризи, во последното деноноќе имало 26 пожари на отворено, а од нив активни се 9 кои од утрово се гасат од земја и воздух.